Месец февруари, месец на ретките болести. Бројот на пациенти со ретки болести во Македонија расте. Според последните статистики, 957 пациенти се регистрирани оваа година, односно 130 пациенти повеќе од минатата година. Децата се најпогодени од ретките болести. Животот на овие пациенти воопшто не е лесен, почитувани, бидејќи мака мачат со месеци во барањето на диагнозата, а дополнително поради сложената процедура бирократска, тие тешко стигнуваат до својата скапа терапија. По седми пат во Македонија се одржува кампањата "Ги запознаваме ретките болести" во организација и благодарение на хероината Гордана Лолеска од Сдруженијето за лица со ретки болести "Ретко е да си редок". Ви благодарам што сте во Слободен печат. Добар ден до вас во студиото и на вашите гледачи. Би сакала да изразам огромна благодарност што како медиум бутно ја следите работата на Сдруженијето Ретко е да си редок изминативе 7 години и активно се вклучувате во реализирањето на самата кампања. Јас сакам да ви се заблагодарам вам лично што успеавте да ја подигнете свеста сиве овие години, да ја доближите до пошироката јавност важноста за ретките болести. Интересно и специфично е што секоја година изненадувате и вашата кампања успешно се развива. Секоја година не запознавате со нови ретки болести. Оваа година 28 нови. Сега специфично е тоа што истражувавте последните месеци во Струшко-Охридскиот регион. Може ли да ни објасните за што поточно станува збор? Ова е, како што кажавте, седма кампања на проектот "Ги запознаваме ретките болести", на кампањата уствари "Ги запознаваме ретките болести", бидејќи потекнувам од Охрид. Пред 2 години дојдов на идеја да истражувам за ретките болести во Охридско-Струшкиот регион, така да стигнав до една поразителна бројка од над 130 различни ретки диагнози кои што се застапени во Охридско-Струшкиот регион и овој број за жал расте. И за жал имаме ултра ретки диагнози кои што се наоѓаат баш во овај регион. И затоа изминатата година кампањата "Ги запознаваме ретките болести", а и оваа година оди со диагнози, со емитување на диагнози кои што се застапени во Охридско-Струшкиот регион. Ќе продолжиме секако и понатака со ова истражување за кое се надевам дека ќе биде од некаков добробит за медицинските лица кои ќе им помогне за правење на одреден, така ќе го наречам, некој интерен регистар, баш да видиме со кои се ретки болести се соочуваат граѓаните баш од ова тло каде што јас доаѓам. А инаку во изминатите 7 години успеавме да дојдеме до созданија за 304, до пред некој ден беа 303, меѓутоа се јави нов пациент со нова ретка диагноза, значи 304 ретки диагнози кои што се обработени на македонски и на албански јазик. Тоа покажува дека од ден на ден се менува очигледно оваа статистика. Да, точно од ден на ден се менува оваа бројка. Благодарението, да кажам, на клиничарите кои што ги имаме на клиника, кои што веќе и тие се разбудени на некој начин за ретките болести, бидејќи знаете како, кога го почнав да го работам проектот "Ги запознаваме ретките болести" пред 7 години, тоа беше со професор, првенствено само со двајца стручни соработници. Тоа беше професор Тасич и доктор Маја Танковска од Охрид, и баш дојдовме заеднички до заклучок дека на овој начин ќе ги потсетиме и самите клиничари, самите доктори дека
некои од симптомите кои што се јавуваат кај одредени пациенти со некоја дијагноза која што се уште не е потврдена, дали со генетско тестирање или со некој друг тест, дека е ретка, дека ќе ги натераме да се замислат на некој начин, дека чекај, можеби овие симптоми се повторуваат кај пациентов месеци назад, а се уште немаме утврдено дијагноза, па да се пособневаат. Ево како што беше случајот кај мојот син. Значи, моето дете боледува од ретка болест, тоа беше на некој начин и мојот предизвик да почнам да работам за покривањето на свеста за ретките болести. Неговата болест е Алпортов синдром. На светско ниво за оваа болест нема никаков лек, меѓутоа кај него од самото раѓање до неговата 14-та година беше присутна хематуријата во урина. Што не значи дека хематуријата нема да имате или вие или јас при некоја обично настинка, вирус или било што. Меѓутоа повторувањето на хематуријата кај мојот син беше на некој начин и прашалник кај самите клиничари да се запраша што се работи со ова дете. Меѓутоа, кога се вклучи уште еден нов симптом од болеста кој што се развива кај момчињата кога ќе влезат во пубертет, тоа е загуба на слухот, веќе кај професорите на клиника се, така ќе се изразам, се појави алармот дека се можеби се работи за Алпортов синдром. Беше направена генетика и за жал нивните сомневања се потврдија дека да, се работи за Алпортов синдром. Вашиот син денеска е младо момче, успешно, тој е и на факултет, колку што знам, образован, дипломиран. Мојот син, неговата болест не го спречи да дипломира во јуни 2024 година на факултетот за детективи и криминалистика. Сега е дипломиран криминалист. Меѓутоа, пред неколку месеци неговата состојба се влоши и веќе 2 месеци е на дијализа. Значи, откажа бубрезите, што е последица на ретката болест, и веќе 2 месеци мојот син е на дијализа. Колку во борбата, во овој тежок период со кој што сте се соочувале сиве овие години, лутајки низ клиниките, барајки прво да дознаете за што станува збор, а потоа да најдете спас, да најдете лек, велите дека не постои лек за оваа болест. Колку низ годините успеавте да се поврзате со луѓе кои што имаат сличната судбина, кои што се соочуваат со истата болест? Има ли и други македонци? Да, за жал во почетокот, значи пред 10 години, кога се диагностицира мојот син, не можев ни на Балканот да најдам никој со Алпортов синдром. До ден денес да стигнеме со професор Тасич и со доктор Никола Ѓоргиевски до бројка од 80 пациенти само во Македонија. Веројатно мојата приказна и сомнежот на клиничарите си го направи своето, се испратија многу голем генетски материјал за тестирање на база на проект во Германија и за жал таму голем процент на испратениот генетски материјал се врати само со потврда на сомнежите на докторите дека да се работи за Алпортов синдром. Па затоа и во изминативе 10 години од мојот активизам за ретки болести, до сега 2 пати имаме направено балкански состаноци, митинзи за Алпортовиот синдром, на кои што присуствуваат семејства и пациенти за Алпортов синдром, а предавачи се врвни доктори и професори од цела Европа. Што значи
Што значат за вас овие десетина години живот, соочувајќи се со оваа болест како семејство? Вие сте и самохран родител и тоа да го потенцираме дека навистина дополнително ви е отежнало ситуацијата, но не случајно ве нареков хероина. Што значи и во финансиски аспект, колку ова се одрази врз вашиот домашен буџет? Највеќе се одрази психички. Бидејќи самото сознание дека дома имате дете со ретка болест за која што на светско ниво нема никаков лек и за која што читате и се повеќе дознавате, се вклучувате во групи на поддршка, гледате дека некогаш дури дечиња со Алпортов синдром на 3 на 4 години завршиле на диализа, значи не дека не знаевме дека ќе дојде до овој момент, меѓутоа благодарение на доброто, така ќе го наречам, менаџирање со лекови и на временото вградување на фистула на Давид, кога влезе во последната фаза на откажување на бубрезите, тој процес само го успеавме да го одложиме. Ако не беше доброто менаџирање на доктор Никола Ѓоргиевски, нефролог и директор моментално на клиниката на нефрологија, и неговото добро познавање за Алпортовиот синдром, мојот Давид можеби уште пред 2 години ќе беше завршен на диализа, меѓутоа успеавме со доктор Никола барем колку толку уште 2 години да го тргнеме Давид од машина, да не биде врзан за машина. Исто она што ме прашавте финансиски, да, финансиски е многу тешко, бидејќи одењето на контроли од Охрид до Скопје барем еднаш месечно, секогаш е некаде околу 3-4 денари минимум за бензин и за патишта, јадење, па потоа тој како дете со ретка болест беше ослободен од плаќање на партиципација, меѓутоа некогаш ќе требаше да останеме по неколку дена за испитување, значи тука имаше дополнителни трошоци за преспивање. Исто така морам да напоменам и лековите кои што ги примаше Давид пред да заврши на диализа беа исклучително скапи, не одеа на фонд за здравство, така да месечно неговата состојба, значи пред да заврши на диализа, чинеше некаде околу 10.000 денари, со оглед на тоа што работам во пошта и сум на минималец на 22.500, може да замислите како се тоа одеше. Меѓутоа, сето тоа како родители некако можеби финансиски ќе го издржиме додека се може, меѓутоа сознанието повторно ќе се вратам дека за твоето дете нема лек и дека додека не се најде компатибилен донор, ќе биде врзан по некаде по 5 сати за машина, е навистина многу тешко и страда всушност целото семејство, не само јас како мајка. Страда и сестра му, на Давид страда и брат му, страдат кога ќе ја видат мама тажна, првенствено, затоа што секогаш кога ќе зборувам за состојбата на Давид, воопшто не ми е лесно. Како Давид го поднесува сето ова? Еве, ве гледа и по телевизија, свесен е дека сето тоа го правите за него лично, но воедно и за сите кои што се соочуваат со некаков проблем. Како тој се носи со целата оваа ситуација? Кога се диагностицира, Давид имаше само 13 години. Јас бев тогаш во многу лоша психичка состојба. Меѓутоа, благодарение на професор Тасич и професор Кузмановска од детската клиника, прекрасни педиатриски нефролози, како да ви кажам, тие ме земаа под свое и ми кажа: Гордана, не смееш вака. Значи мораш да се
надкрениш, да се окрепиш, да најдеш некаде сила само да излезеш од оваа твоја состојба, ти му требаш на Давид. Ме советува да се вклучам во многу групи за поддршка, кои што наидував на сознание како светот всушност функционира на светско ниво, како се крива гласот за ретките болести, така да почнав да работам. Меѓутоа, кога ќе организирав настани или кога ќе бев поканета да давам некој интервју или било што бев секогаш во тој период упомената од Давид, мамо, немој да збориш за мојата ретка болест, немој да кажуваш дека аз имам ретка болест. За годиниве да се окуражи тој, да свати дека има многу деца, многу луѓе кои што живеат со ретки болести, дека тоа не е крај на светот, дека ако мама јавно збори и од пред неколку години тој веќе нема со тоа никаков проблем и ми е голема поддршка во организирањето на настани за ретки болести. Дури лани ме изненади тој за прв пат само обои дланка и се сликаше со обоена дланка. Значи тој период го пробута, така ќе кажам, и сега е добар, знае да разговара и со неговите другари, пријатели, како е живеењето со ретка болест, како е да се оди на диализа. Меѓутоа и тој има прекрасни другари кои што се секогаш зад него. И дополнително има и прекрасен брат кој што му е близнак и сигурно има најголемата поддршка во животот. Би сакала малку повеќе да позборуваме и за националната стратегија за ретки болести. Спомената пред 5 години некако отиде во воздухот, ми се чини овој документ. Немаме никакви резултати, има ли некакви можеби најави затоа што оваа национална стратегија ќе го промени комплетно животот, менувајќи ја законската рамка за овие лица, која што е од огромно значење. Секако во право сте, значи таа стратегија национална стратегија за ретки болести ја работеше Националната алијанса за ретки болести, где знам дека имаше доста и интервјуа на председателката Наташа, меѓутоа се уште нема помак за националната стратегија за ретки болести, така да за нас ретки не сме влезени во ниеден закон. Нашите деца се карактеризирани пред центрите за социјална работа како деца со посебни потреби, само за да може да се стигнат со одредени права кои што им следат од државата, така да се уште нема никаков помак на тоа поле. Се надевам дека ќе успе Националната алијанса за ретки болести да ги убеди системот и институциите од потребата за донесување. Знаете зошто ве прашувам ова? Затоа што Давид е веќе дипломиран возрасен маж кој што претпоставувам веќе размислува и за вработување. Колку постои дискриминација кон овие луѓе во процесот и влегувањето во работен однос? Значи, искрено да ви кажам, сето тоа зависи од работодавците. Во која смисла? Моментално, мојот син во неговото слободно време, значи кога тој нема да е на диализа, и кога ќе се чувствува добро бидејќи одењето на диализа после тоа те истоштува, знае да работи во еден фитнес клуб, се извинувам, на рецепција, на издавање на картици, на плаќање и на неговите клиенти тамо. Значи Давид има таа среќа што работи, значи кај приватник, меѓутоа неговиот предпоставен е еден прекрасен човек со многу големо разбирање за целата негова состојба и му излегува премногу во пресрет на мојот син. Меѓутоа, од други сознанија, од други пациенти, знам дека се жалат на земањето на слободни денови, земањето на
боледувања, чести боледувања, отсуство значи на работа или пак отсуство земање на боледување за да можеш да си со детето на испитувања, така да работодавците знаат и да замерат за сето тоа и да може би кај некој досега не сум слушнала, но би тоа може би и да ти дадат и отказ. Така, што е неправедно, сосема неправедно. Меѓутоа сепак, значи треба уште многу да се работи за да ги разбудиме, да ја разбудиме моментално тебе сега позиција, меѓутоа и опозицијата, значи морате да се обединети за донесувањето за националната стратегија за ретки болести, бидејќи и сите ние не знаеме кога реткоста ќе ни зачука на врата. Охрид е обоен во боите на ретките болести. Веќе простата трета или четврта година поред го гледаме тоа за прв пат во светот. Вашето здружение и вашата кампања ги поместува границите за ретките болести и Македонија за прв пат покажува во светот едно навистина символично пулсирање на важноста за ретките болести. Како изгледа Охрид деновиве? Прекрасно. Прекрасно. Охрид е обоен во боите на ретките болести. Самуилова Тврдена по четврти пат на 1 февруари плесна во боите на ретките болести. Осветлени се многу историски споменици во центарот на градот. Деновиве треба да светнат и локалните згради на училиштата и полека мислам цело Охрид блеска едноставно во боите на ретки болести, меѓутоа не само Охрид. Годинава за прв пат ни се приклучи и археолошкиот музеј во Скопје. Така да, бидејќи сте ви во Скопје, слободно можете да го видите колку прекрасно здание, прекрасно осветлено, навечер убаво изгледа во боите на ретките болести. Да напоменам само дека Самуиловата Тврдина изминативе 3 години беше на светско ниво прв осветлен објект во боите на ретките болести. Исто како што барем по нешто, ето ќе кажам, убаво сме први. Исто така бевме и сме први во светот по издавање на 6 ретки поштенски марки посветени на децата со ретки болести. Годинава ќе се издаде на 27 февруари, ќе излезе од печат и 7-та поредпоштенска марка посветена на децата заболени со душенова мускулна дистрофија. Секоја чест за ова, а секоја чест на самиот крај ќе споменам дека од година во година расте и бројот на поддржувачи на оваа кампања. Видовме доктори кои што на вистина со ведрина, со цело срце ја поддржуваат кампањата со обоената рака. Колкав е бројот на доктори кои што се приклучија? Значи, докторите кои што годинава работеа на националната кампања ги запознаваме ретките болести, оние кои што пишуваат текстови, кои што преведуваат текстови, премина бројот над 70. Изминативе 7 години околу 200 доктори работеа, бидејќи јас не сум медицинско лице, а сите тие диагнози се напишани од медицински лица, сите тие диагнози се лекторирани, значи се да биде цакум пакум како што треба да изгледа онака добро, како што треба. Гордана, задоволство беше да се разговара со вас. 28 нови диагнози ќе ги читаме на вашата страница, ги запознаваме ретките болести. Ви благодарам многу, испраќам силни прегратки од Скопје и посакувам вашата борба да продолжи успешно. Ви благодарам многу за се што правите за ретките болести во Македонија.
Мене ми беше чест да споделам некои од моите искуства и за работењето за ретките болести во изминативе години со вашите гледачи, со вас во студиото, и чест ми беше што бев ваш гостин денес. Секој добро посакувам, честа е обострана и благодарности за вашата храброст што со нас ја споделивте вашата лична приказна. Поздрави и до Давид. Ево уште еден поздрав од мене, и јас ја поддржувам кампањата за ретките болести, ја обојав раката, почитувани, прочитајте повеќе, информирајте се и да ги поддржиме овие луѓе. Пред се им се обраќам на надлежните.